Може би некој чул за Вилијам Кери, за они кои не чуле. Денес се смета за пионерот на современото мисионерство. Пред да се посвети на мисионерска работа, Вилијам Кери бил обичен чевлар, кондураче, поправал чевли. Кога заминал во Индија да служи како мисионер таму, тоа било крајот на 18 век, 1794 година, извршил големо дело. За тие таму 40 на година додека служел, ја превел Библијата на 6 јазици, локални јазици, азиски. И уште на 29 јазици превел делови од Библијата. Тој самиот немал ни средно образование, меѓутоа го основал првиот христијански факултет воопшто во Азија. И тој факултет постои до ден денешен. И уште многу други големи дела за Божјото дело. Но самиот тој се соочувал со многу тешкоти, со многу проблеми. Во локалната црква во која служел во Англија пред да замине како мисионер, старешнините во црквата не сакале да го ракоположат како проповедник или пастир, зашто сметале дека неговите проповеди се досадни, стодевни. Кога ја представил идејата да замине во Индија како мисионер, наишол на голем отпор и од црквата, па дури и од јавноста. Кога заминал да служи во Индија, неговата сопруга набрго умствено поболела и починала. Се оженил повторно и втората сопруга починала. И не само двете сопруги, туку и многу од децата кои што ги имал починале таму. Човекот кој му ветил дека финансиски ќе го помага неговото служење, не си стоел многу на збор. Така да во поголемиот дел од службата се соочувал со финансиски тешкоти. Во еден период голем пожар го зафатил неговиот дом и биле уништени многу од ракописите, многу години труд кој ги вложил во преведување. Самиот бил болен од дезинтерија, од колера, од тифус, бил каснуван од кобри и сепак не се откажал и цели 41 година без да се врати во Англија на ретрит и на некакви што прават, нели денес мисионерите, служил во Англија. Овие биографии на такви посветени луѓе, мажи, жени во верата, можат да ни помогнат да видиме како тие истрајували покрај сите тешкоти со кои се соочувале. Исто така ни помага ние нашите сегашни проблеми што ги имаме, кои се ништожни во споредба со нивните, да ги ставиме во правилна перспектива и да устоиме во животот во верата. Има просперитетни пастири, теолози кои проповедаат за успех во секој поглед на животот преку следењето во Христос. Меѓутоа, кога доаѓаат неволите, а тие се вообичаени во христијанскиот живот, некако тие просперитетни ветувања не влеваат многу надеж. Многу повеќе охрабруваат примерите на луѓе кои и покрај сите маки, и покрај сите тешкоти издржувале до крај во нивната служба. И апостол Петар на истиот начин ги мотивира христијаните. Ова послание кој го изучуваме е пишувано во време кога христијаните и се гонети од нивните блиски, од околината, а во исто време пак се и загрозени од лажни учители. Доаѓаат учители кои ги поучуваат на учења кои го демотивираат христијанот да живе посветен живот во светост и праведност. Лажните учители кои пред се били водени од нивните телесни желби и алчноста, и вере нема потреба вие да живеете свет живот. Христос нема да дојде, нема да има суд. Зошто тогаш да се мачите кога и така сте гонети? Апостол Петар како посветен, одговорен
и пастир, и духовен родител, последните денови од животот ги употребува да ги охрабри. Тој не може да остане пасивен гледајќи ги лажните учители кои гледале на луѓето само како на средство за постигнување на своите желби. И затоа им се обраќа многу интимно, и ова е третото возлюбени што го употребува во третата глава. Возлюбени мои, издржете до крај. Не дозволувајте лажните учители кои имаат само една цел, нивната поход да ве заблудат во верата. Издржете до крај. Доаѓа денот Господов. И доаѓањето на денот Господов, и тоа е идејата во тие 3 стиха што ги прочитавме, скорешниот Господов ден треба да мотивира истреност и посветеност во вистинската вера во Бог до крај. Самиот факт дека доаѓа денот Господов треба да не мотивира. И во текстот како што го прочитавме, ако нели пратевте, може да видиме неколку фактори кои се во корелација со истрајноста. Говори за надеж од доаѓањето на Христос, говори за спокојство, неосквернатост и непорочност, говори за поучување во Словото, тоест да внимаваме, да ги имаме во предвид писанијата на возлюбениот брат Павле, и доцнението на Господ или трпението на Господ да го сметаме за спасение. Тоест, како да гледаме правилно на Божјото долготрпение. Сите тие работи некако се врзани со истрајноста. Ако ги немаме во фокусот, и нема да истрајаме до крај. Ајде да видиме како сето тоа е представено во овие стихови. Истрајноста се храни со надежта од Христовото доаѓање. Затоа, или така нели почнува 14 стих, затоа возлюбени, додека го очекувате тоа. И ова зборче е умилено во овие стихови, во кога говори за Христовото доаѓање дури 3 пати, видовме, и во 12, и во 13, и во 14 стих го потреба зборчето очекувате. Во некои преводи може да стои додека гледате кон Христовото доаѓање. Зашто зборчето може да се преведи како гледање и како очекување, зашто самото зборче значи да гледаш со очекување. Како што кога јадеш и ако има куче покрај тебе, тоа те гледа во очи цело време. Не те гледа зашто е влюбен во тебе, гледа со очекување да му дадеш нешто. Тоа е тоа гледање, гледаш кон нешто зашто очекуваш. А што очекуваме? Зборчето затоа не враќа назад. Затоа, возлюбени, додека очекувате. Што? Претходно во 13 стих говореше за очекувањето на новото небо и новата земја. Ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја на која ќе се всели правда. Очекувајќи го новото небо и новата земја, вие треба да правите, бидејќи имате надеж дека ќе дојде новото небо и новата земја, вие треба да правите некои работи, да истрајате во верата. Ако немате надежта од новото небо и новата земја, нема да истрајате до крај. Но овде кај зборчето правда, тоест ќе дојде правдата Христова, Божјата правда. Правдата која конечно ќе стави крај на неправдата или на злото. Христовото доаѓање ќе донесе ново небо, нова земја и правда. Суд. Јас верувам дека сите ние се согласуваме со ова учење, дека Христос доаѓа, ќе донесе ново небо, нова земја и правда. Но прашањето е колку живееме во светлината на тоа наше верување. Не верувам дека нема еретици меѓу нас кои го утврдуваат Христовото доаѓање. Но едно е да веруваш некој факт, друго е да живееш во светлината на тој факт. Јас сум убеден дека ако скорешното Христово доаѓање или скорешното соочување со денот Господов е пред нашите очи, тоа ќе влие на нашиот живот. Јас верувам дека ако живееме постојано со тоа сознание,
многу полесно ќе ги решаваме многу од проблемите со кои се очуваме. Оние минорни конфликти што ги имаме дома, во семејството, сопруг, сопруга, родители, деца, многу полесно и на поинаков начин ќе ги решаваме ако живееме постојано со тоа сознание дека Христос доаѓа, сигурно. Скоро доаѓа. Верувам дека црквите меѓу себе ќе ги решаваат минорните проблеми меѓу себе, ако членовите внатре живеат со тоа сознание. Верувам дека нашите ресурси, нашите сили, нашите средства, се ќе користиме многу поинаку ако живееме со тоа сознание. Ние многу од нештата ги користиме за нешта за кои веруваме дека без нив не можеме да живееме. А пред 20 години сме живееле без тие работи, без многу од работите без кои мислиме дека денес не може да живееме. Ако пред нашите очи постојано е вистината за Христовото доаѓање, новото небо, новата земја, сето тоа ќе го смени радикално ќе влие, не може да не влие на нашиот живот. И затоа апостол Петар говори, нели, имајќи го во предвид тие очекувања, таа надеж од Христовото доаѓање, вие треба да издржите до крај. Надежта го менува од Христовото доаѓање, го ве тера да издржите до крај, да истраете до крај. Истрајноста се одржува со живот во светост без кој нема чиста совест. Вели, затоа возлюбени, додека го чекувате тоа, погрижете се. Почнува со погрижете се. И тоа е едно умилено зборче. Не е многу често среќавано во Новиот Завет, но апостол Петар само во второ послание го употреба веќе 4 пат. Го видовме во првата глава, во 5, 10 и 15 стих, каде што во 5 до 10 тој говореше за оној растеж во верата. На верата да додадеме добродетел, на добродетелта да додадеме познание, на познанието самоконтрол, на самоконтролата трпение, на трпението побожност, на побожноста братолюбие, на братолюбието љубов. И таму вели, погрижете се, да дадете се од себе, за да биде станат, да е возможен тој духовен растеж. Потоа 15 стих тој вели, а јас ке се погрижам, ке дадам се од себе, постојано да ве подсетувам нови работи. Значи, грижата, значи да дадеш се од себе за нешто. Зашто целите не се постигаат сами. Посебно овие духовни цели што апостол Петар и целата Библија не ги поставува. Има во нас сили кои действуваат многу силно. Телото действа многу силно. Светот околу нас действа многу силно. Нечистите сили се обидуваат околу нас да действуваат. И ако ние не се погрижиме, и овој збор, нели, да дадеш се од себе, нема да ги постигнеме целите кон кои одиме. Тие сами не се постигаат. А која е целта? Зошто треба да се погрижиме? Што е поставен акцентот? Да погрижете се пред него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни. 3 зборчиња. Тоа неспокојни фрла светлина врз, тоест неосквернети и непорочни го разјаснува зборчето неспокојни. Што значи? Зошто одат заедно тие 3 збора? Зборчето неспокојни е превод на еирене или ирини, кој значи мир. Тоа е грчкиот збор на еврејското шалом. Кога Исус влезе кај учениците после воскресението, кога тие беа уплашени и седеа сами во горната соба, Исус наеднаш се исправи пред нив и им рече мир вам. И тоа е зборот овде кој е употребен. Тоа значи мир, тоа значи хармонија, тоа значи да имаш внатре во себе мир. А тоа гледаме заедно оди со неосквернетоста и непорочноста. И комбинацијата на овие зборови всушност говорат за една мирна совест, спокојна совест. Кога совеста се разбранува, кога се вознемирува совеста? Поради гревот, поради поруците, поради осквернетоста на живота, поради гревот. И овде говори, значи, за да имаме истреност, тоа е да се радуваме на Христовото доаѓање, ние треба да имаме
чиста совест, која доаѓа од на свет живот. А зошто е тоа толку важно? Апостол Павле сам пред Феликс, наместникот римскиот, му каже: и сам се трудам. И овдека се истите тие зборчини употребени, секогаш да имам чиста совест пред Бог и пред луѓето. А како може да имаме чиста совест? Преку неосквернет и непорочен живот. Во спротивност, ако не сме чисти свети пред Господ, ќе го бараме ли? Се вратиме на случката во Еденската градина. Бог го бараше Адам. Го викаше: Адаме, кај си? Кај беше Адам? Се криеше. Зошто се криеше? Зашто не беше мирна совеста. Не беше спокоен. Можеме ли ние да се радуваме на Христовото доаѓање, да го очекуваме, да истраеме во очекувањето на новото небо и новото земја, ако пред Господ немаме мирна, спокойна совест? Ако не ни се односите со Бог исправни. И тоа е за да истраеме во верата, да истраеме на Божиот пат, да го очекуваме со радост, со нетрпение Христовото доаѓање, треба да имаме ние мирна совест, спокойна совест пред Бог, да градиме спокойна совест. Се разбира, тоа се однесува на сите останати односи. Ние не можеме да имаме спокойна совест, а со тоа и спокойни односи, ако не ни се правилни односите со некого. Апостол Павле во Римјаните 14 глава 19 стих вели: и така да го бараме она што служи за мир и взаемно надградување. И тука го употребава зборот диоко, кој што и со оној што апостол Петар пак го употребава, да се погрижите. И двата збора говорат за вложување на сите усилби, на целата енергија. Тој збор апостол Павле го употребава дури 3-4 пати во 3 глава на Филипјаните, каде што говори дека остава се зад себе, сиот живот што го имал како успешен фарисеј, познавач на законот, постиг титули што ги стекнал, остава се смета се измет во спореда со познавањето на Христос и вели: и од тука натаму јас вложувам се давам целиот за да го достигнам она за што Христос ме достигнал. И овдека истиот збор го употребува Павле и вели: и јас така барам или се стремам. Тоа зборче имено се употребува за спортисти кои трчат на патеката и го вложуват и последниот атом енергија за да стигнат до целта, да ја зграбчат наградата што е таму. Овдека го употребува истиот збор апостол Павле за напорите што ги вложува да има чиста совест со Бог и со луѓето. Тоест да служат нештата за мир и за надградување, за спокојство. Истиот збор овдека е Ирене, за мир, за спокојство. Едни мирни и спокојни односи со луѓето и со Бог. Исто тој збор се употребува и за животните. Кога е гладно животното, некој тигар, и тој ќе го види пленот. Знаете каква сила вложува достигне и да приграби. Се разбира дека зборчината непорочност и неосквернатост не значат совршенство. Ние не можеме да постигнеме совршенство. Но овие зборчина се во контраст со оние што ги употребува апостол Петар во 2 глава. Таму говори за лажните учители и ги нарекува срам и грев. Гледате каков контраст. Вели, тие се срам и грев, а вие треба да бидете неосквернети и неопетнети. Тоа значи да имате повисок, многу повисок стандард. Вие треба да вложувате се од своја страна да постигнете поинаков стандард од лажните учители.
И тоа ставено во контекст на надежта и страјност од Христовото доаѓање. Ние ќе застанеме пред Него. Со каква совест ќе застанеме? Дали нема да се чувствуваме глупаво кога ќе се сретнеме со Христос, ако не сме во мир со Него, ако немаме чиста совест? И тоа во најголемиот број ситуации, тоа е бидејќи си држиме на гревот. И дозволуваме немирна, неспокојна совест, немир, неспокојство поради непорочноста и осквернетоста. Порочноста и осквернетоста. Значи, истрајност во надежта, истрајност во пазење на свет живот, праведен, кој дава мирни односи со Бог. Истрајноста се негува со срца кои тагуваат за неспасените. И говори за долготрпението на вашиот Господ, кој треба да го сметаме како спасение. Што значи тоа? Неколку стиха порано, во 9 стих, тој повторно говореше за долготрпението или трпението на Бог, и таму пишува: Господ нема да задоцни со своето ветување како што некои мислат за бавењето, но долго време трви, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покаат. Бог трпеливо чека грешните да стигнат до покаяние. Два пати го спомнува ова апостол Петар овде. Тоа е контекстот. Вели, сметајте го долготрпението за спасение. Што значи тоа? Па, претходниот стих ни објаснува што значи тоа. Тоа е целиот контекст. Христијаните се прашувале кај е Христос. Зошто уште не доаѓа, а ние сме во маки. Нас не гонат, страдаме, доаѓаат и лажни учители, а Христос се уште не доаѓа. Тој го одложува доаѓањето. И апостол Петар два пати им вели: Божето долготрпение е за спасение на грешните. В други зборови сака да им каже: немојте да бидете толку себични. Вие очекувате Христос да дојде, со нетрпение го чекате. Зошто? Зашто тој ќе ви избави. Вас ќе ви избави од неволите, од маките. Но гледате на одолговлекувањето на Божето доаѓање од поинаков агол. Бог го прави сето тоа зашто тој го сака спасението на грешните. Тоест, ако погледнете поинако на Божето долготрпение, нема да ви биде тешко да го чекате Христовото доаѓање. Зошто? Бидејќи одолговлекувањето ќе ви предизвика радост. Одолговлекувањето сушност за вас ќе биде знак дека Бог сака и други да се спасат. Значи, фокусот. Каков е вашиот фокус? Како гледате на Христовото доаѓање? Ако го чекаме Христовото доаѓање само заради ослободување на нашите маки, ние ќе сакаме што поскоро да дојде и ќе ни биде тешко да го чекаме тој момент. Одолговлекувањето. Под наводници, Бог не одолговлекува, тој си има точно време. Тој од секогаш си имал време. Нам ќе ни биде полесно, зашто сите маки со кои се соочуваме сега заради сведоштвото, сите жртви што ги правиме, ќе бидат компензирани со неспоредливо поголема радост која ќе ги видиме оние кои се покајали и поверувале преку нашето сведоштво. И затоа апостол Петар им пишува: чекајќи го Христово Господниот ден. Тоа долготрпение на Господ, кој се манифестира преку одолговлекување, гледајте го како можно да се спасуваат и другите, како благодат која покажна и на оние кои се уште не се спасиле. И ако така гледаме, тогаш нема да негодуваме кај е Господ, туку дури може да викаме: Господи, почекај, и овој сакам да се спаси, и овој, и другиот. Не се спасили многу луѓе кои сакам да се спасат. Господи, почекај и тие да се спасат. Сега, тоа е идејата всушност на апостол Петар. За да истраиме и да не се разочараме, чекајќи го Христос, да гледаме на трпението на Бог како на можност да се спасат и други.
Зошто какви жртви да направиме, колку и да пострадаме заради нашето сведоштво, она што не очекува, она радост што не очекува, не само од нашето спасение, но од спасението на другите луѓе, ќе биде неизмерно поголема. Јас сакам да ја прочитам Дейвид Ливингстон, познатиот мисионер во Африка, кој исто така многу претрпел низ годините живот на мисионирање во Африка. Многумина неговото служење го сметале за жртва, но самиот тој не го сметал за жртва. Тој вели вака: јас никогаш нема да престанам да се радувам заради службата која Бог ми ја даде. Ги слушам луѓето како говорат за жртвата која сум ја правил, посветувајќи поголем дел од животот во мисионирање во Африка. Може ли да се нарече жртва нешто толку ништожно во споредба со големото спасение од Бог, кој никогаш нема да може да го платиме, да го отплатиме? Може ли да се нарече жртва нешто што носи толку блажен мир во умот заради светлата надеж која не очекува во вечноста од спасението на луѓето? Моето служење не може во никој случај да се нарече жртва. Тоа е поскоро привилегија. Грижите, болестите, страданијата, опасностите може за малку да ја расколебаат душата, да го обескрват срцето, но сето тоа е ништо во споредба со славата која ќе ни се открие. Затоа јас никогаш не сум направил жртва. Како може да биде жртва она што го правиме сега, ако имаме во предвид каква награда, какви богатства се подготвуваат на небото, неспоредливо со она што сега нели го искусуваме. Затоа, вели и Петар, немојте да гледате само на вашите страдања. Гледајте на можноста што Бог ја дава за спасение и на други. Затоа и Бог не доаѓа како што вие очекувате. Значи, фокус, правилен фокус, за да истраеме до крај. Треба да гледаме правилно на можностите што Бог ни ги дава и за спасение на другите. Ако правилно го поставяме фокусот на спасението на луѓето околу нас, нема да не изгледат толку тешки сегашните маки. Истрајноста во верата има потреба од помошта што ја дава разбирањето на Словото. Како што ви напиша и возлюбениот наш брат Павле според дадената му мудрост, како што зборува за тоа и во сите своји посланија, во кои има некои работи тешки за разбирање, што неучените и неутврдените ги изопачуваат, како и другите писма за своја погибел. Овдека интересно, еден апостол се повикува на писмата на посланијата на друг апостол. И вели како што тој пишува. Не знаеме точно на кој учење, на кој дел, на кој текст мисли апостол Петар. И не знаеме зошто точно го повикува него. Можно е, бидејќи апостол Павле многу пишува за благодат, многу пишува за тоа дека ние живееме по благодат, не по закон, дека спасението е само преку вера и не преку дела. Можно е некои да се обиделе да создадат конфликт и да кажат: еве што пишува Павле, а ове што ви кажува. Во тоа време и 20 се уште се живи. Важно оно што може да го видиме овдека. Петар им вели: нема, гледате ли, нема никакво несоодветство меѓу мене и него. Ние сме во еден дух. Ние сме единомислени целосно во тоа што ве поучуваме. Правилно читајте ги, неговите послани, и ќе видите дека ние пишуваме едно исто. И дека нема конфликт меѓу нас. Некои тешки му делови, некои се обидуваат да ги изопачуваат. Но ако читате внимателно, ако читате се, ќе видите дека ние сме единомислени. Ајде да видиме што може да извлечеме од овие многу важни стихови. Вели според дадената му мудрост. Во првата глава апостол Павле ги употребуваше овите зборови за апостол Петар, ги употребуваше овие зборови за старозаветните пророци. Им велеше да и таму пишува дека светите Божи луѓе зборувале поттикнати од Светиот Дух. Овдека вели дека според нему дадената мудрост, од кај дадена мудрост, од каде доаѓа се. Овие фрази се паралелни. Со тоа сака да каже апостол Петар:
И Павловите послања се инспирирани од Светиот Дух. И тој е воден од Светиот Дух. И ги изначува всушност, тој го поставува со ист авторитет како старозаветните пророци. Во првата глава ги спомнува старозаветните пророци како авторитетни за учењето за Христовото доаѓање. И овдека и Павле го цитира. И вели, и Павле е авторитетен. Не го читајте го. Со други збори сака да каже, колку што Стариот Завет е авторитетен, и Новиот е толку авторитетен. Ги израмнува и двата. Тоа значи дека она што го вели апостол Павле, дека целото слово е боговдахновено, тоа значи дека се во Библијата, се што имаме денес е боговдахновено. А што ме се боговдахновено? Ние немаме право да избираме едни делови, а да запоставуваме други. Ние немаме право да бидеме судии на Словото и ние да проценуваме што е добро, што не е добро, како што овие лажни учители правеле. Наместо ние да бидеме судии на Словото, и треба да се поставиме под Словото кое ги суди нашите постапки, нашите мисли, нашите дела, нашите зборови. Второто нешто што може да видиме е она што вели дека лажните учители, тоест неучените и неутврдените, ги изопачуваат учењата на апостол Павле и други писма, другите писма, тоест и другите послања, не само на апостол Павле. И тука може да видиме дека многу лесно изопачуваат, а гледаме во втората глава многу јасно зошто изопачуваат. Сето тоа заради оправдување на своите гревови. Не знаеме што точно, но според она што го пишува апостол Петар во втората глава, за нивниот живот, за нивната алчност, за развратот, за сите оние работи кои што се спомнати, може да веројатно што изопачувале. Апостол Павле вели дека спасението е само по благодат, без дела. Што ме така, тогаш може ние да правиме што сакаме. По благодат сме спасени. Сигурно им кажувале, гледате што пишува Павле. Може да живеете како сакате. Павле вели дека не сме веќе под закон. Значи, штом не сме под закон, може да правиме што сакаме. Нема осуда над нас. Апостол Павле пишува дека каде што се умножува гревот, таму се умножува благодатта. Сакате благодат повеќе, ми грешите. И денес има такви христијани. Цркви се разцепена, црква се на голема група христијани се одели од пријателска црква во Габрово, зашто токму тоа го поучуваат. Ние нема потреба да се покајуваме, ние нема потреба да се трудиме да живееме свети праведен живот, зашто се е по благодат, по милост. Нема веќе закон, ние не сме под закон. Многу лесно можеме да го изопачиме Словото, за да си ги оправдаме нашите гревови. И апостол Петар точно тоа вели, внимавајте да не бидете како нив, како лажните учители, кои лесно се ги изопачуваат како што им одговора текстовите од Светото писмо. Внимавајте. Наместо да ги изопачуваме, да не ја користиме Библијата, да си ги оправдуваме своите постапки. Обично за тоа користиме. Ке најдеме место како да се оправдаме постапка. Вели, не, свртете ја парадигмата. Наместо да ја земеме Библијата да се оправдуваме постапки, да ја земеме Библијата да ги разоткрива во нас гревовите. И тоа посебно тоа го правиме со оние тешки делови. Пишува Петар овдека дека има тешки за разбирање. Навистина има тешки за разбирање делови од Библијата. Штом за Петар биле тешки, кој бил современик на Павле и веројатно биле во комуникација, колку ли се потешки за нас. Навистина има дел од Библијата кои тешко можеме да ги усогласиме едни со други. Но исто така вистина е дека најголемиот дел од Библијата е лесен за разбирање. Со правилна екзегетика ние можеме со голема сигурност да разбереме што било во умот на авторот. Се разбира просветление од Светиот Дух.
можеме преку граматиката, преку контекстот, преку сите работи да сватиме што сака да каже авторот, многу јасно да сватиме, без да бидеме во дилема ова ли сака или она сака. Јасно е дека Христос доаѓа, многу јасно е пише, и Христос го кажуваше и во другите посланија. Многу јасно за спасението е дека само по вера, по благодат преку вера. Но што е проблемот со овие лажни учители со тешките делови? Тешките делови се многу лесни за манипулирање. Бидејќи тежок, може да е двосмислен, може би не е разбирлив и ние може да му вложиме некакво значење. И ќе се го оправдаме, зашто самиот текст не е јасен. И обично лажето учење, ересите, се создадени преку манипулација на тешки текстови. И кога ќе се изгради некој, ќе се изгради доктрина од тешкиот дел, неразбирливиот, потоа таа шема, таа конструкција применува кон целата Библија и кон лесните дела. И се обидува лесните да ги усогласи кон манипулацијата што е изработена од тешките делови. Апостол Петар им вели, тие изопачуваат. Како изопачуваат? Ми ги изопачуваат како што секогаш се изопачувало преку тие тешки моменти. Која е поентата овдека? Библијата е јасна. Ако ние сакаме да ја разбереме, ако ние сакаме да ја примениме, ако сме спремни да го решиме, да решиме гордоста во нас, многу јасно Библијата што говори. И она што е многу јасно, може да ни помогне да го разбереме и она што не е јасно. Ако ние изградиме здрав систем на учење од јасното, кој е поголемиот дел од Библијата, нема да бидеме расклатени од оние текстови што се тешки за разбирање. Друго нешто што може да видиме овдека, како го ословува Петар Павле. Вели, нашиот возлюбен брат Павле. Возлюбен брат Павле. Неколку години порано, 10 години порано, возлюбениот брат Павле напиша послание во кој братот Петар го представи не на добар начин. Знаете во Галатјаните 2 глава што пишуваше Павле за Петар. Кога бевме ние во Антиохија, јадевме, беше таму и Петар, дојдоа евреи од Ерусалим, авторитети од Ерусалим, и Петар веднаш скокна и почна да лицемери. Тој во послание напише дека Петар е лицемер. И тоа послание го читаа во црквите во тоа време. Се ширеше тоа послание низ црквите. И сега, многу години подоцна, Петар вели, мојот возлюбен брат Павле пишува добро, читајте што пишува. Ние би очекувале да напише послание во кое што ќе нафале нешто и за Павле и така некако да му врати. Петар ги читал посланијата на Павле. Ги знае. И читањето на посланијата на Павле, што предизвикува во него? Љубов. Тој кај него нема лоши чувства. Од каде, од што? Тие боговдахновени посланија на Павле. Тој ги спомнува посланијата, писмата ги спомнува на Павле. Доведуваат до него, градат во него љубов. Библијата тоа прави. Ако ние читаме во Библијата и таа во нас не создава љубов, не ја читаме како што треба. Може би ја читаме како неупатените науките. Може би изопачуваме. Може би манипулираме. Читањето на Павловите посланија доведува до момент во кој што Петар вели, мојот возлюбен брат Павле пишува добри работи и читајте ги. Тоа е вистината. И на крајот, за тоа ќе завршиме, правилното читање или правилното толкување. И зошто тоа е важно во светлината на истрајноста? Нели говориме да истраеме до крај во пресрет на Господовиот ден. Зошто е тоа важно? Зошто правилното читање е важно? Зошто
На крај тој завршува дека тие ги изопачуваат текстовите на Павле и другите писма за своја погибел. Ако има погибел, има ли ново небо и нова земја? С други зборови, правилното читање, правилното толкување, не манипулирањето со Библијата, е прашање на небо и пекол. Не е тоа прашање на слобода на размислување. Денес е многу актуелно прашањето за слободата на мислење, на изразување, на слобода на ставови. Ние треба да имаме таа слобода да изнесуваме своји ставови. Секој си има мислење и секој си има право на мислење. Прашањето на правилното толкување на Библијата не е прашање на слобода на ставови, на право на ставови. Тоа е прашање на живот или смрт. Тоа е прашање на рај и пекол. Овие луѓе, лажните учители, манипулирале, го изопачувале словото и вели така се подготвуваат пат за погибел. Многу важно е здравата доктрина. Многу важно е здравото учење. Многу важно е правилното разбирање на словото. Важно е зашто тоа е прашање на пекол и рај, на небо и осуда. Денес се појаваат многу лажни учења кои ги водат луѓето во смрт. Има учења кои велат дека Христос не е божествен. Се расширија во либералните цркви таквите учења. Тоа е учење кое води во смрт. Има учења кои додаваат на Христовата жртва спасението и преку дела. Таквото учење води во смрт. Има некои кои велат, и многу се тие во денешното хуманистичко, во денешниот хуманистички свет, луѓе кои велат, не е важна доктрината, важно да имаме љубов. Љубовта е најважна. Доктрините, тие се различни, еден верува во едно, друг верува во друго. Таквиот став, всушност, значи поход, масовен поход во смрт. Води луѓе масовно во смрт. Има учење, и тоа е популарно, и тоа е модерно во западните цркви, дека сите религии на свој начин ја говорат вистината. Тоа е учење кој води во смрт. Спасението е само преку Христос. Сите овие нешта што ги спомнавме се важни за да истраеме до крај. Ние пред нас треба да го имаме скорешното Христово доаѓање, надежта. Тоа ќе влие директно на нашиот живот. Ние треба ќе се радуваме на доаѓањето, ќе го чекаме и ќе истраеме, ако живееме свети и непорочни, преку што ќе одржуваме чиста совест, мирен и спокоен живот. Ако мислиме на другите, на спасението на другите, нема да не биде тешко да го чекаме Христовото доаѓање, колку и тоа да се одложува. И на крајот, правилното толкување на Словото ќе ни дава надеж, ќе ни крепи да издржиме, да устоиме до крај. Сериозното изучување на Словото е она потпора врз која што срцето, душата, надежта се крепи да истраеме до крај во верата. Господ да ни дава сила да истраеме на вистина до крајот, зашто скорешното доаѓање на Христос е со сигурност е факт. Тој ќе дојде и ќе ни донесе ново небо, нова земја во правда.